Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска сме тука за да потврдиме дека честниот, искрен, домаќински одговорен пристап за да направиме сериозни разлики дава резултати. Овде во индустријската зона Визбегово, во општина Бутел, денес објавуваме дека работите на изградбата на канализационата мрежа течат со засилено темпо, што најавува дека може да биде завршена и порано од предвидениот рок. Овој проект, кој што е помогнат од централната власт, се работеше во две фази. Прва фаза беше изградба на 7,3 километри на водоводна мрежа, која наскоро ќе биде пуштена во употреба, а во тек се градежни работи на изградба на канализациона мрежа долга 5,2 километри со два краци во вредност од околу 147 милиони денари. Индустријската зона Визбегово во општина Бутел досега функционираше без комунална инфраструктура. За нејзин поголем развој потребно беше да се постави водоводна и канализациона мрежа. Овие денови, додека во врвот на нашите приоритети како влада се справувањето со коронавирусот и организирање на демократски, фер и инклузивни избори, постојано сме на терен за да направиме увид во напредок на работите на голем број на инфраструктурни проекти. Да ги охрабриме изведувачите на овие капитални инвестиции во целата земја да го одржуваат темпото на реализација дури и во овие вонредни околности. За 3 години направивме пресврт на подобро, покажавме дека знаеме и можеме да работиме честно, одговорно и во интерес на граѓаните. Како што реков, соработката на општина Бутел со владата е раководена пред се од интересите на граѓаните. Нивните непосредни, најважни приоритети се приоритети на владата. Се спроведуваат и работите на автопат од граничниот премин Блаце до Скопје, како исклучително важно инфраструктурно решение и за индустријската зона во Визбегово. Овие проекти се резултат на пресвртот што го направи владата од 2017 година наваму. Коалиција со бизнис заедницата и со граѓаните ги стави нивните приоритети на прво место, зашто дојдоа од нив и се реализираат како придобивки што ќе ги вратат парите од даноците на граѓаните и на компаниите во проекти кои што ќе го потигнат нивниот стандард и нивниот економски напредок. Се гради тековно и на други патни правци во општината и во завршна фаза се многу проекти. Почна изградба на патот од село Бутел до село Љуботен, кој ќе биде долг 6 километри и ќе се прошири за уште 1 метар. Владата за овој проект издвои повеќе од 11 милиони денари преку проекти за поддршка на руралниот развој и 12 милиони денари средства на општина Бутел. Последната реконструкција на патот е направена далечната 1991 година со самопридонес од жителите на село Љуботен. Поради лоша инфраструктура, земјоделците од оваа општина имаа потешкоти и во производството заради лошиот пристап за механизација, но и за пласман на своите производи. Со реконструкција и проширување на патот ќе се покрие население од 5000 жители. Тука се жители на Љуботен, Љуботенски пат, Љубанци, населбата Хот-Хот и атрактивниот реон над Љуботен-Башинец, за кој во моментот има заинтересирани инвеститори како од земјата, така и од странство. Во моментот се градат социјални згради во Скопската општина Бутел со најголем број на станови, дури 312 стана за наши граѓани кои што се наоѓаат во социјален ризик. Во оваа општина во наредниот период е предвидена гасификација на Бутел 1 и Бутел 2, изградба на нова полициска станица и изградба на противпожарна станица. Бутел пред само 1 месец доби нов модерен булевар, булеварот Христијан Тодоровски Карпош, а во завршна фаза е реконструкција на булеварот Босна и Херцеговина, која ќе се спојува булевар Словенија, Босна, Херцеговина и Христијан Тодоровски Карпош во една модерна сообраќајна мрежа. За подсетување, некогашната улица Босна и Херцеговина е изградена пред 40 години, од тогаш асфалтот не е променет, а улицата била широка само 7 метри. Се обврзуваме дека можеме да направиме уште многу повеќе, кога тоа го правиме во директна комуникација и заеднички со општините,
бидејќи тие ги знаат потребите, а заеднички со нив ги имаме и решенијата од огромно значење за актуелниот момент и за едината на граѓаните и на стопанствениците. Тоа е основ за нова развојна македонска економија, која носи и стабилност и шанса за сите, заснована на нови технологии, одржливост и човечки капитал, и пред се модел кој што ќе ги штити работните места на граѓаните, а ќе создави подобри услови за работа. Благодарам на внимание.